почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз ја загрози државата на политички, економски, а сега ја доведува во опасност и на безбедносен план. Без никаков респект и без никаква оправдана причина, министерот Оливер Спасовски се пресметува со припадници на специјалните единици. Се делат решенија на десетици припадници на единицата за специјални единици на специјални задачи Тигар и припадници на единицата за брзо распоредување кои учествувале во акциите во Диво населје и Планинска бура, но и низа други успешни полициски операции. Професионалците кои при насилните протести за случајот Монструм ни ги штитеа судовите и другите институции сега се предмет на деградирање и шиканирање. Надвор од законот и од системот на кариера на овие обучени професионалци им се нудат решенија за пониски работни места и позиции за кои не се неопходни нивните вештини. Доколку не прифатат според информациите кои ги имаме, следуваат закани со откази за нив. Дел од специјалците се префрлаат и со наредба на несоодветни работни места. Со ваквите потези власта на Социјалдемократскиот сојуз сериозно ја загрозува борбената готовност и капацитетите на полициските службени единици. Почитувани, овие професионалци се специјалци кои што имаат поминато различни обуки. Ова се професионалци кои учествувале во спасувачки мисии во регионот и секогаш биле на располагање во нашата земја. Во обуката на секој од нив се вложени десетици, дури и стотици илјади евра. Спасовски и Заев сега одлучуваат со партиско-политичка одлука да ги девалвираат и префрлат во единица за службени куќиња или по куќарки во кои што се обезбедуваат дипломатски конзуларни представништва. Отворено се сомневаме дека единствената причина поради која што Спасовски го прави сето ова е политичка. Не се во прашање никакви стандарди, туку единствено задоволување на барањата на коалициските партнери и полнење на елитните единици по партиски клуч. Со поставување на недоволно обучени и искусни полициски службеници во овие единици се загрозуваат животите и на сите останати. Најстрашно од се е што постои сериозен ризик цената на политичките пазарења со овие специјални полициски единици да ја платат токму нашите граѓани со сопствената безбедност. Затоа ВМРО ДПМН предупредува Социјалдемократскиот сојуз да престане да се игра со безбедноста на граѓаните, да ги остави професионалците без притисоци да ја обавуваат работата за која што се обучени и за која што имаат најголемо искуство. Тие се најмалку виновни за неспособноста на раководството на МВР и нивната коалиција со криминалот. ВМРО ДПМН ги повикува сите оние на кои што им треба правна помош да се обратат до телата на нашата партија. Сите случаи на злоупотреба се документираат и откако ќе ја вратиме правната држава, истите ќе бидат процесуирани. Колку побрзо Социјалдемократскиот сојуз си замине од власт, толку побрзо ќе се врати редот и правната држава. Република Македонија ќе победи. Ви благодарам.